Се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Направивме преглед на настаните на неделата. Како што најавив мој гостин, денеска е пратеникот Илија Димовски, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Илија, добри дојде во Радио Слободна Македонија. Добре ве најдов. Благодарам за поканата. Ова недела бивте актуелен кога најавивте дека вашите тимови, пратеничките тимови се на терен, нешто што барем според мене е невообичаена пракса. Навикнати сме пратениците да ги гледаме во собраниските клупи, дел од нив и воопшто да не ги гледаме, но најмалку очекуваме, особено кога не е пред изборија, да ни чукнат на врата и да не прашаат што не мачи. Од каде потребата 400 населени места да бидат посетени од пратениците на ВМРО-ДПМН? 408, поточен список, поточна агенда, точни периоди кога ќе бидат посетени. Знаете, како што и прашавте, ние имавме можност да бираме, да седиме во собрание, да бидеме затворени и врз база на тековно добивани информации од медиумите да носиме одлуки по однос на законите или да повлекуваме иницијативи, да поставуваме прашања. Вториот избор беше како колегите од опозицијата воопшто да не доаѓаме на работа. Нели? Сме гледале такви примери и во овој мандат, но сме гледали и низ мандатите на назад. Третата опција е да ја вршиме нашата работа како пратеник, но да бидеме цело време присутни со граѓаните. Тоа ќе значи немање слободно време за пратениците од ВМРО-ДПМН, тоа ќе значи многу енергија, многу труд, многу нервоза, многу прашања на кои што навистина и не може да се даде одговор, многу проблеми на граѓаните кои што и навистина не можат брзо и ефикасно да бидат разрешени, но исто така ќе значи и пронаоѓање на одговори и на решенија на проблеми за кои што само требало да се погледнат, само требало да се најдат и да се видат. Тоа е смислата. Ние сме 60 на луѓе во собранието на Република Македонија и тој потенцијал имаме намера да го искористиме. Не само како партија, туку и ние како пратеници имаме намера да се ставиме себе си во функција. Така да, очекувањата се големи, ние веќе половина од населените места ги посетивме, поголем дел од половина. Резултатите, добар е приемот од граѓаните, не гледале често досега вакви примери, изборуваат со нас за сите проблеми. Знаете, какви проблеми споделуваат? Секакви. Значи, луѓето кога ќе видат дека пратениците за кои што гласале на избори, дошле во селото, зборуваат за секакви проблеми. Ние бевме свесни за тоа и во исто време сме свесни дека пратениците немаат извршна моќ. Значи, немаат извршна власт во смисла на директни активности и реализација на проекти, но пристапивме кон оваа работа прво за сите оние работи за кои што ние можеме нешто да направиме, да ги превземеме сите неопходни собраниски иницијативи. За време на дискусијата за буџетот зборувавме за локалните проблеми на граѓаните и локалните потреби. На седницата за пратенички прашања која што ќе биде во текот на следната недела, скоро сите прашања од нашата пратеничка група ќе бидат исклучиво врз база на овие теренски посети. Во тоа и тоа село во Свети Николско, во тоа и тоа село во Беровско, во тоа и тоа село во Демирхисар, таков проблем, патот од Пашиноровци до Демирхисар чини, не чини. Значи, во форма на прашања и во форма на амандмани, во форма некогаш и на иницијативи во собранието за јавни расправи или за измени во законите, ние целосно ќе ги искористиме податоците прибрани од терен. Но исто така, превземаме и една улога на модератор или динамизатор на процесите. Ние информациите кои што ги добивме до нас, не се во наша надлежност како собрание на Република Македонија, односно како пратеници, се обидуваме ефикасно да ги препратиме, односно да ги проследиме до институциите надлежни за тоа. Ние паралелно како ги спроведуваме овие посети во населените места, паралелно одржуваме состаноци, средби и со раководители назначени државни институции, но и со градоначалници на општините ширум Република Македонија. Јас и веќе кажав дека нашите пратеници веќе во минатите 2 до 3 недели одржаа повеќе десетици состаноци, односно средби со градоначалници ширум државата и со раководители назначени државни институции, зашто им благодарам и морам да кажам дека приемот е добар, значи обостран. На тие средби се разговара за проблемите на граѓаните, се посочуваат и се бараат решенија. Знаете, таа релација на локална власт, законодавна власт, извршна власт и комуникација може да создаде ефикасна работа и ефикасно утврдување на приоритетите. Моите лични очекувања се огромни од оваа иницијатива на пратеничката група.
Ние имаме намера ова да биде минимумот на активности кои што ги спроведуваме во смисла на воведување на нови стандарди и нова одговорност на пратениците. Ние немаме намера пратениците да бидат гледани од страна на општеството како нешто со сила присутно тука или како заштитени мечки. Напротив, пратеничката група на ВМРО-ДПМН е составена од практично внимателно одбрани најдобри потенцијали кои што сме ги имале пред изборите. Јас би апелирал секој граѓанин да се запраша за своите пратеници од својот град, дека навистина тие лично кои што ги познаваме и кои што сме ги гласале, навистина е водена сметка да бидат пристојни луѓе, да бидат луѓе докажани во својата фела, луѓе кои што имаат искуство и имаат енергија да ја вршат оваа работа. Самата функција пратеник нас ни дава еден затворен простор во кој што нема динамика, нема оператива, нема конкретни задолженија и впечатокот на јавноста долго време се создавал врз база на тоа што и вие го кажавте. Ние имаме намера да го менуваме тој впечаток, но да го менуваме со работи кои што ќе менуваат и реалноста во државата, односно ќе ја подобруваат реалноста. Ако сме 60 луѓе и ако имаме енергија и ако имаме желба да помогнеме, ќе бидеме присутни помеѓу граѓаните и онаму каде што е убаво, каде што има убави настани, каде што има проекти, но и онаму каде што има проблеми, каде што треба да се направи водовод, каде што треба да се направи канализација и така натака и така натака. Ја следа вашата пресконференција во собранието пред 2 дена и ми беше сосема очекувано дека некои од новинарите ќе ви го постават прашањето дали ова значи некаква подготовка за предвремени избори, бидејќи пак ќе кажам, наша слика за пратениците на терен е само во предизборие. Не, никако не значи подготовка за избори, туку значи внесување на нова динамика и нова одговорност во функцијата пратеник. Тоа е најкратко даден одговор, како и во другите сегменти, ние како партија воведуваме нови стандарди на работа во политиката во Македонија. Јас ќе ве потсетам од она портокалова преродба во 2006 година, прв пат прецизно напишана програма со која што една политичка партија настапила преку отчети, преку редовни трибини, преку настапи на секаде низ Македонија на премиерот и владиниот тим. Значи, воведовме десетици и десетици новитети во смисла на отчетност, во смисла на достапност, во смисла на одговорност, во смисла на динамика и брзина во извршување на нашата работа како партија. Така да мислам дека и оваа активност на пратеничката група треба да биде во истиот тој правец погледната и анализирана. Имав можност да прочитам утрово еден текст во весникот Дневник кој говори за подготовката на Социјалдемократскиот сојуз да излезе на терен. Тоа би било паралелна активност со она вие што го правите. Ние слушнавме уште во месец август лидерот на партијата најави дека ќе се формираат 5000 тимови кои ќе одат од врата на врата. До овој текст воопшто не постоеше информација дека тие се на терен или дека прават било какви подготовки, но ова ми беше навистина интересно да го прочитам, бидејќи говори за начинот на кој што централата на партијата ги подготвува општинските организации, ги подготвува луѓето кои што треба да излезат на терен, како да се однесуваат со граѓаните. Ќе ми дозволиш само да цитирам, бидејќи ми беше навистина интересно. Вели, кога ќе задзвоните на нечија врата, треба да кажете: здраво, гледаме дека сте зафатени, без грижа, ве разбираме и јас имам мало дете. Повелете брошура, ве молам погледнете кога ќе можете. Дали ќе ви пречи да се вратиме? Секако проаѓаме покрај вашата куќа. И уште овде има околу 2 страни во А4 формат цитати кои што партиските ангажирани војници треба да ги говорат кога ќе се сретнат со граѓани. Што мислите за ова? Работевте долго PR, бевте директор на Центарот за комуникација и сега ги координирате пратениците кои одат на терен. Ги подготвувате ли на ваков начин за комуникацијата со граѓаните кои што треба да ги посетат? Недостасува искреност во тоа. Значи, ако нема искреност и ако нема навистина соживување со граѓаните, ако тоа е фабрички поставено како на лента и како бројка, тогаш нема да има резултати, веројатно, и затоа и СДСМ долги години не можат да постигнат резултати. Ворете да им дадат правец за кои теми би било добро да дискутираат, во смисла да им посочите, еве, приоритети на СДСМ се Скопје 2014, не знам, слобода, демократија и така натака, и ворете да им даде правец дека треба за тоа да им зборуваат на граѓаните колку е значајно да се има слобода, да се има демократија, да се нема Скопје 2014, предпоставувам, нели?
хипотетички, но да им кажувате како треба добар ден да кажат и дека и они имале мало дете, а да го глумат тоа, без да знаеме дали имаат мало дете или немаат мало дете, навистина е малце илузорно и покажува дека таму во таа партија се уште поинаку ја разбираат политиката, се уште ја разбираат политиката како од 90-тите години, као тоа е избрана елита до која што никој нема достап, до која што никој нема информации, која што сама за себе е доволна и решава како ќе управува со нас обичните смртници. А всушност времењата се променија. Луѓето и гледаат, и знаат, и имаат информации, вестници, телевизија, интернет. Не гледаат секој ден во своите градови, знаат што материја сме, знаат што луѓе сме, кој колку сработил во животот, што сработил, дали бил поштен, дали не бил поштен. Така да, мислам дека они се занимаваат со небитни работи. Покрај тоа да не коментираме дека они таа активност ја најавуваат 6 месеци веќе дека сега ќе тргнеле со граѓаните ќе докажеле демократија, не знам. Уште никаде ги нема и веројатно така ќе биде. Се зима ќе фати, па малце ќе им студи повеќе од што треба, така да не очекувам ништо сериозно и жалам што е така, искрено. Заради тоа што покажуваат огромна хаотичност во своето функционирање, адхок одлуки, адхок постапки, адхок брифинзи со новинари во зависност од потребата. Сега видоа ние дека ние не најавивме дека ќе тргнеме. Ние од кога поминавме пола, кажавме дека одиме. Заради тоа што ако не кажевме, порано или подоцна ќе се дознаеше, па можеби ќе се создаеше впечаток дека спрема ВМРО да помоне нешто, а не кажува во јавност. Они 6 месеци најуваат, а уште не се тргнати. Ја гледате разликата. Значи, нешто мора во таа партија очигледно да се подобрува, заради тоа што се создава еден дисбаланс во политичката комуникација. Значи, ние од нивна страна се што можеме да чуеме од дневната комуникација со медиуми се лични напади, навредувања и манипулации, поддржани од неколку портали финансирани од фондацијата Сорос. Значи, се вадат од контекст работа, 3 дена се тера со некоја антикампања, која што најчесто е манипулативна, и после се шалта темата, се оди на сосема нешто друго. Тоа е принцип, србите како вика, ако проđe, проđe. Пушти шпекулација во јавност, ќе ја слушнат 50.000 луѓе, од тие 50.000 луѓе 20.000 нема да го слушнат демантот на таа информација, ќе мислат дека е така. И они по тој принцип работат, и како прес-центар во партијата, и како портали кои што очигледно работат во координација со нив. Ако проđe, проđe. Нема содржина, нема предлози, нема идеи, нема проекти, нема концепт. Хаотичност. Целата политика е сведена на нивната омраза спрема тие кои што се подобри од нив. Ве загрижува ли оваа најава и тоа дека ќе се окрупнува опозицијата, дека партиите ќе се обединуваат? Слушнавме комбинаторики, Тито Петковски ако биде лидер, значи ли тоа сериозна опозиција? Јас се извинувам, ама се надевам дека прашањето е малце ставено во вака хумористичен карактер. Да не видам погрешно разбран, јас на вистина многу пати сум пишувал текстови, многу пати сум говорил, на вистина жалам зошто е ваква состојбата во опозицијата. Сепак СДСМ не е мала партија. Има многу поддржувачи кои што по традиција ја поддржуваат левицата и тоа е во ред. На крај на криштата во нашето општество има огромен број на фамилии, на поединци кои што така се чувствуваат и така сакаат да гласаат, исто како што има и луѓе кои што по традиција, по фамилија гласаат за десницата. Жално е што од целиот тој потенцијал кој што го знаеме дека постои во општеството. И јас сигурно и вие и сите ние имаме пријатели кои што се поблиски до таа партија или луѓе со кои што комуницираме. Од целиот тој потенцијал, ние денеска во СДСМ мислам дека ја гледаме најлошата епизода. Значи, најлошото лидерство, но веројатно кога го зборувам јас тоа, луѓето ќе си речат оне од другата страна мора да го кажува тоа, но не е така. Искрено, ова лидерство на СДСМ внесува проблеми во комуникацијата и во функционирањето на институциите.
прави штета на државата, тие свесно работеа, јас го кажав тоа многу одговорно од говорница на Националниот совет за евроинтеграција, дека свесно работеа Македонија да не добие препорака во последниот извештај на Европската Унија и свесно се обидуваат да нанесат штета на државата во многу полиња, надевајќи се на таков начин дека ќе успеат да предизвикаат незадоволство од граѓаните спрема власта. Че тие не се обидуваат себе си да се покажат дека се подобри, туку се обидуваат другите да ги направат полоши. Тоа е политиката. Димовски, ќе одиме со куса пауза за реклами и се враќаме повторно, ќе разговараме и за европскиот извештај, ќе разговараме и за бојкотот на опозицијата на парламентот. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: сонот за големи држави е реалност. Тирана и Белград со ист план за Македонија. Саркофагот на Александар во Скопје, атракција во археолошкиот музеј. Интервју Алберт Муслиу, нов рамковен договор е ризик. Бесарт Абдурахими, новиот миленик на македонските навивачи. Мрачното време на транзицијата, 1994, паравојска, избори и попис. Со секојдневни нови информации следете на republika.mk, најдобар вебсайт за 2013 година. Новиот број во продажба од 17 октомври. Москва во моментов е на 29 Целзиуси. Истанбул 35. А во СП маркетите низ Македонија климатизирани 20 Целзиуси. Совршена атмосфера да заштедите при купување на квалитетни производи. Повелете комшија, СП Маркет, најдобриот маркет во твое мало. 20 години Интералпин Скопје. Трговија со репроматеријали за производители на ПВЦ и алуминиумски прозорци и врати. ПВЦ профил Ропласто, алуминиумски системи Елвиал, Оков и ролетни. Најсовремена линија за производство на нискоемисиони и високоенергетски термопан стакла. Интералпин. Проектирање и изведба на структурални фасади. Производство на алуминиумски прозорци и врати. Ние создаваме трајни вредности. Интералпин Скопје. Да гледа телевизија или не? Да го шетам или дува ветер? На мајчинските дилеми им нема крај, но новите Бекутан пелени се избор без дилема. Сега потенки, помеки и поеластични за врвна нега на бебешката кожа. Бекутан, нежно, уште од првиот допир. Радио Слободна Македонија. Пулт на Радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, теми. Неделен политички магазин на радиото во боја. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Мој гостин, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски. Досега разговаравме околу вашата стратегија. Пратениците на ВМРО-ДПМН се на терен, разговараат со граѓаните, говоревме за недостатокот на опозицијата на терен и нивните најавени 5000 тимови. Ми дадовте вовед во следново прашање со тоа што не подсетивте на вашето обраќање пред Советот за евроинтеграција. Тоа го кажавте на пресконференција дека опозицијата се трудеше свесно да предизвика Македонија да ја загуби препораката за членство. Очекувате ли дека еве декемврискиот самит може да биде мотив за решавање на политичката криза или кочница и уште еден обид на опозицијата да направи некаква пречка? Очекувате ли дека тие може да се вратат пред овој термин во македонското собрание? Не, да расчистиме нешто прво околу декемврискиот самит и околу односот на Европската Унија кон извештајот, препораките и се тоа. Малце, јас зборував на Националниот совет, малце веќе фрустрирачки за нас. Јас зборувам како пратеник избран од граѓаните на Велес и го споделувам мислењето кој што моите сограѓани го имаат. Малце е фрустрирачки ние да добиваме 6-та препорака поред и Европската Унија да не наоѓа начинен билатерален спор кој што е билатерален спор помеѓу две држави, но кој што правно е регулиран со резолуции на Обединените нации со времена спогодба и со пресудата на Меѓународниот суд од Хаг, да го стави надвор од мултилатерален контекст. Знаете, Република Македонија, денот кога ќе стане член на Европската Унија, ќе биде најпрепорачуван член на Европската Унија. А Грција стана член на Европската Унија без препорака, односно со негативна препорака. Се замислете, за слушателите.
Европскиот совет, ова што го чекаме сега во декември, донесе одлука Грција да стане членка на Европската унија по претходна негативна препорака од Европската комисија. Но тоа е друг пакет на аспектот и јас лично и моите сограѓани мислиме дека Европската унија има многу поголема одговорност да го тргне овој билатерален спор надвор од целиот контекст и да не дозволува европските правила и европските институции, европските правила на одлучување и европските институции да бидат злоупотребувани од една држава членка. И тоа од една држава членка која што станала член без препорака, која што правила неколку пати буџетски измами, која што е неодговорна во смисла на исполнување на обврските и така натаму и така натаму. Впрочем, и спроведувањето и степенот на реформи и функционирање на институциите во Република Македонија во споредба со значаен дел од државите на Јужна Европа е сосема солиден, ако не и подобар во различни сегменти. Сите оние наши сограѓани кои што патуваат почесто и кои што патуваат во јужниот дел од Европа. Сега го не можеме да се споредуваме со северниот дел од Европа. Таму е и сосема друг менталитет, и сосема друга традиција, и сосема поинаку градени општества со векови назад, не во последните 20 години. Но југот на Европа, кој што во поголем дел е член на Европската унија, во значаен дел во царинските системи, во системите на катастар, во системите на управата за јавни приходи, во системите на централниот регистар, во системи на дисциплина кон државното функционирање, хасап стандарди, фискализација во промет и така натаму, Република Македонија е многу подобро организирана држава од колку голем дел од тие јужноевропски држави. И од тој аспект ние како пратеници, јас како пратеник можам да го кажам тоа и морам да го кажам тоа што го мислат граѓаните и го кажав на таа седница на Националниот совет за евроинтеграција кога беа присутни сите амбасадори на земјите членки на Европската унија и амбасадорот на Европската унија во Македонија, бидејќи Република Македонија е неправедно ставена во овој контекст. И сега на сето тоа и на целата таа битка која што ние имаме како држава, опозицијата наместо да помогне во ова борба, заради тоа што ова е заедничка работа. Не кога ќе станеме член на Европска унија, нема да стане член на Европска унија само тој дел од општеството што го поддржал ВМРО. Цела држава треба да стане член на Европска унија. Цела држава треба да стане член на НАТО алијансата. Кога го имаме еден таков контекст со спорот со Грција, со донекаде и непринципиалното, односно би рекол не до крај посветено делување на Европската унија кон овој случај. И адхок, како што ви кажав и претходно, адхок се злоупотребува било која ситуација за да се одмогне. Значи, СДСМ се обидуваше себе си да се прикаже во предизборието дека е подобра од ВМРО ДПМН, граѓаните не го земаа тоа како здраво за готово, не го прифатија, но не го прифатија тоа заради тоа што СДСМ не понуди нов кадровски потенцијал, не понуди свежи луѓе, не понуди млади луѓе едуцирани надвор од државата и така натака, туку само се ги сменуваат функциите. Знаете, еднаш сте биле генерален секретар, па подпредседател, па генерален секретар, па заменик председател и само си измислуваме функции. Господината Шекеринска гледаме 20 години на сцената, господинот Заев е 10-15 години исто така на сцената, што можеби не е толку голем проблем, но во целата таа нивна работа немаат некои забележителни резултати. Ако ве прашам што би поврзале вие со името на Радмила Шекеринска, нешто конкретно изградено, направено во државата, во некое село, нешто што им помага на граѓаните, некоја странска инвестиција, Гринфилд донесена во државата, веројатно нема да се сетите и веројатно и никој нема да се сети. И од тој аспект СДСМ одлучија да менуваат стратегијата. Наместо себе си да се градат да бидат подобри, да внесуваат нови луѓе, да пишуваат програми, да нудат нови концепти на работа или па да погледнат сегменти од општеството каде што ние не сме стигнале, не сме решиле некој проблем, па да го земат тоа како нивен значаен аспект на работа, но они не, тоа е тешко, тоа треба многу работа, тоа треба многу одење на терен континуирано, треба многу информации, многу истражување, пишување, разговори и така натака. Они очигледно избрале полесниот начин.
во 10-11 саатот една пресконференција која што некој ќе ви ја припреми, некој младо момче или девојче во нивниот партиски центар, прес-центар, која што е манипулативна, која што ги извртува сите работи или често и невистините, ќе удрите една пресконференција, ќе обвините некој дека стои на глава, или не знам што прави, или дека е чудак, или било што. И после тоа ви е слободен денот. Така изгледа нивниот работен ден. И од тој аспект, они истото го праве и со извештајот на Европската Унија. Покрај овие негативни напади, ги избегнува сите можности за да се направи исчекор во смисла на политичкиот диалог во државата. Јас сум свесен дека и граѓаните, но и за среќа представниците на меѓународната заедница во Република Македонија добро знаат кој е тој кој што не сакал да се воспостави политички диалог. Има ли надеж да се мрдне од оваа мртва точка? Не сум сигурен, мислам дека никој не може да ја даде таа проценка во овој момент. Ние сме спремни во секој момент кога СДСМ ќе пристигне на оваа планета, кога ќе дојде во реалноста. Во секој момент сме спремни да седнеме и да разговараме за сите значајни теми кои што имаат содржина и кои што со нешто може да подобрат живот на граѓани или функционирање на државата и на општеството. Апсолутно за секоја тема сме спремни, но немаме намера да разговараме за нивните неостварени желби да бидат дел од техничката влада се уште останува надвор од рамката на тоа е, видете, влада значи управување, а управувањето мора да е поврзано со даден легитимитет. Легитимитетот мора да е поврзан со луѓе и со програми. Значи, кога на избори гласаат граѓаните, гласаат дека овој тим на луѓе од 120 или 150 луѓе, врз основа на оваа програма ќе ја водат државата следните 4 години. Не може ние сега 4 години да правиме што сакаме. Значи, имаме програма која што мораме да ја спроведеме, заради тоа што имаме образ и сакаме повторно да излеземе пред граѓани. Сме ветиле толку автопат, сме ветиле толку вработувања, сме ветиле пензии, сме ветиле социјална помош, сме ветиле покачување на плати, реконструкција на болници, изградба на училишта. Ние мораме тоа да го направиме. СДСМ ако влезе во влада ќе го работи тоа. Нема да го работи. Кој ќе биде крив на крај? Да зборувам многу едноставно за да можеме да се разбереме. Кој ќе биде крив на крај? Ние сме го добиле легитимитетот и ние носиме одговорноста да ја спроведеме програмата. Не можеме, они си мислат дека зад затворени врати се може да си поигруваме. Граѓаните гласале за една опција, ние ќе направиме манипулација, па друг ќе биде. Но тоа е така зашто им успевало многу години на нас. 92-3 година СДСМ формираше влада во Македонија, иако ги изгуби изборите. 94 година направија очигледен фалсификат на изборите, си владеја уште 4 години. Се навикнати, една деценија управувале со државата под тој принцип и мислат дека така е лесно. Но тогаш тие генерации кои што им биле противници го немале доволно искуството, не ги гледале доволно работите, немало толкава слобода на медиуми, толкав број на медиуми, не стигнувало се до граѓаните. Сега не е така. Сега не врви тоа. Не врви. Или ќе седнат и ќе работат, или ќе си останат опозиција цело време. Илија Димовски, гостин во Пулт на Радио Слободна Македонија, ти благодарам што беше дел од оваа едночасовна политичка емисија. Благодарам.